Благодарам, почитуван председателя на Собранието, почитувани колеги пратеници, председателя на влада, министри, медиуми. Имам три прашања и сите три прашања се за председателот на владата Христијан Мицковски. Ќе почнам со првото прашање, кое што сакам да го поставам, а се однесува на носењето на одлуките, предлозите кои што и ги донесува и беа изгласани овде во Собранието. Впрочем, ќе потсетам на еден настан кој што се случуваше во Собранието, кога присуствуваше Урсула фон дер Лајен како председател на Европската комисија и за тој перформанс кој што го направи тогаш ВМРО ДПМН во салата со вакви мајички и така натаму на говорот. А зошто беше тоа? И сега потсети премиерот дека е во однос на францускиот предлог, дискусијата која што се отвори овде, така наречениот бугарски диктат и така натаму. Сега имаме состојба која што веројатно е променета, а се однесува на носењето на одлуките при креирањето на владата. Впрочем, излегува информации во јавноста дека во владата имаме министар кој што се изјаснува дека е со бугарска самосвест. Немам ништо против, тоа е природно право и секој може тоа да го каже. Меѓутоа, прашањето ми е дали при составот на владата, при разговорите кои што сте ги имале, предпоставам, со кандидатите, бевте информирани за една ваква ситуација и можеби начелото прво бугарите во влада, па после во уставот ќе вроди со плод и тоа е начинот на кој што ќе дојдете до промена на уставот или новиот план кој што ни го представивте во делот на изборната кампања и на изборите. Доколку сте били информирани, тоа е сосема во ред и е легитимно и да се пратат ваквите одлуки, односно да се носат и да се пратат ваквите предлози до Собранието. А доколку не бевте информирани и доколку она што сега во јавноста кружи, сакам да ја прашам дали ќе се побара одговорност заради таквиот пристап кон јавност од министерката Сања Божиновска. Тоа е првото прашање. Второто прашање кое што сакам да го поставам исто така до председателот на владата е во однос на безбедносната состојба во државата. Со доаѓањето на оваа влада на ВМРО ДПМН и на председателот на владата на позиција, имаме, според мене и според она што се соопштува јавно во билтените, дека имаме сериозно нарушена безбедносна состојба. Прво, вие како председател на влада излеговте со став дека се подготвува сериозно нарушување на безбедносната состојба некаде на есен од страна на одредени групации или поединци за кои што не добивме до сега никаква конкретна информација. Доколку тоа се разбира во истрага, веројатно нема да се дадат информации, меѓутоа доволно да се соопшти дека е отворена поставка против тие, заради тоа што не треба да чекаме да ни се случат дестабилизација или било какви пореметувања на безбедносната состојба, па дури тогаш да реагираме. Ако погледнеме пред 3 дена на 27 октомври имаше пукање од автоматско оружје во Чаир. Пред една недела на 24 октомври имаше пукање на Скопската обиколница. Пред 2 недели на 14 октомври имаше исто така пукање во Чаир, каде што директно беше помилуваниот наркобос Барон Акиф мешан во тој инцидент. На 5 октомври повторно имаше пукање во Чаир, повредено беше 19 годишно момче. Ова се 5 инциденти со пукање за не цел месец, господине премиер. Над 25 оружени инциденти се случија во изминатите 4 месеци
откако сте власт на ВМРО ДПМН. Освен во Чаир се пукаше и во Рачиново, во Батинци, во Синđelić, на Пластичарска улица, во Тетово, се случи убиството кај Мавровка и така натаму и така натаму. Сакам да ве прашам, дали за ова ќе побарате одговорност од министерот за внатрешни работи Тошковски, дали ќе поднесе оставка или можеби вие ќе поднесете предлог за разрешување. И третото прашање, исто така до председателот на владата Христијан Мицковски. Знаеме дека во времето на изборната кампања, пред тоа, во функционирањето, имаше цело време ветување дека ќе се формира мала професионална администрација во која што департизацијата ќе биде основа, дека нема да имаме непотизам, дека само стручни, компетентни кадри ќе бидат поставени на овие позиции. И мислам дека во овие 100 дена само направивте целосен демант со постапките, за кои што можеби знаете како одлуки, можеби и не знаете. Значи не можам јас да тврдам, што се однесува до состојбата на непотизам. Има неколку примери, ќе наведам. Например, сестрата на министерот за култура Љутков вработена во музеот во Велес во овој период. Или, например, братот на помошникот министер во Министерство за внатрешни работи во Центарот за обука се вработил исто така во Центарот за обука како предавач од неодамна. Ако зборуваме сега се извинувам што морам да ја спомнам колешката од Македонски Брод, тука веќе има една цела листа за 100 дена, може да кажеме 100 дена или 100 вработување од семејството. Што се однесува до стручноста, до компетентноста на кадрите кои што се предлагаат, сакам едно прашање само, односно еден пример да дадам овде пред пратениците, пред македонската јавност, се однесува на директорката на Комисијата за верски заедници во државата. Впрочем, има именувано директорка Оливера Трајковска, која што родена Нацева, која што е именувана за директор на Комисијата за верски заедници. Започнала студии на факултетот теолошки во Скопје 1997 година, дипломира 2023 година, значи после 26 години, кај колега со кој што заедно почнале да студира. И веројатно ако се тргне од предпоставката тој што најдобро знае за теологијата, нема конкуренција, личност која што толку време студирала, тоа е една работа. И втората работа во однос на стекнувањето на дипломата, бројот на годините колку што треба за директор и учеството, односно работењето во државната администрација. Па моето прашање е дали овие принципи кои што ги заговаравте претходно, на стручност, на компетентност, на немање на непотизам и така натаму во државата, исто така ревносно ќе побарате да се расчистат во јавноста и тие кои што, не знам, искористиле одредени позиции на моќ и така натаму за да успеат во намерите на своите блиски да ги вдомат, дали ќе преземат одговорност, ќе имаме разрешување и така натаму, заради тоа што тоа беа барањата кои што претходно како опозиција, како председател на опозицијата и целата партија ги баравте од сите кои што имавте сознание во тој период дека има такви случувања на одреден непотизам. Ви благодарам.